ЛДП бара итна средба со премиерот Мицковски, како велите тие, да ви информираат какви напори тој вложил, владата вложила досега и кои се стратегиите на владата во последните месеци што се однесува до бугарскиот спор. Точно е дека ние го баравме средба, тоа барање произлезе од тоа што премиерот првично надпозива дека сите треба да помогнеме во лобирањето за Македонија. И токму поттикнати од тоа, ние побаравме итна средба за да не се, бидејќи ЛДП не е во владата, не може да знае што и како се работи. Побаравме итна средба за да ми се образложи што во изминатите 10 до 11 месеци се работеше како стратегија. Ние разбираме дека владата вложува напори, меѓутоа сакаме да ни ја презентираат таа стратегија со цел ние да можеме да ни биде полесно во позициите кои што би ги застапувале пред нашите партнери. Инаку ЛДП е информирана во делот на сега актуелниот извештај и амандманите кои што се поднесени по однос на тој извештај, бидејќи јас како претседателка на ЛИПС мрежата, односно либерал-демократите од Југоисточна Европа, присуствувам на поглед на АЛДЕ. И на последниот збор кој што се одржа во април месец во Брисел, ние дискутиравме не само за Македонија, но и за целокупната агенда за проширување во рамки на АЛДЕ, и таму бев запозната и со амандманите кои што ги имаат нашите пратеници од АЛДЕ, односно нели познатиот квартет кој што го нарекуваат пратениците Данбарна, Пает, Ауштревичиус и Јар. И од нив се сушности поднесени амандманите и тие се во насока на потврдување на македонскиот јазик, идентитет, но и во насока на помош и поддршка на настраданите во трагедијата од Кочани. Велите знаеме владата какви напори вложува. За какви напори точно знаете? Па еве гледаме нели дека постојано има некоја ајде да кажам посетеност на министерот за надворешни во другиве земји. Јас претпоставувам дека сето тоа е дел од некоја стратегија да вие лобирате кај другите земји да дадат поддршка на она што на цели Македонија. Од тој аспект велам, јас може да кажам за нашите заложби, ние како либерал-демократи бројни резолуции сме излобирале, тие резолуции ги настануваат позиции на европските институции. Така што, бидејќи не знам што се опфаќа таа стратегија, затоа побаравме средба за да бидеме информирани и ние да вложиме заеднички напори, бидејќи ако ги видите сите држави во делот на она што им е национален интерес и кога станувале дел од Европската унија, сите заедно работаме. ЛДП ја научи лекцијата, го слушна гласот на народот од последните избори и тоа е јасен дека народот сака да не биде обединети по однос на ова прашање. Затоа велам, нам ни треба таа средба. Јас дури и во изминатата година, односно пред новата година, говорев да се формира еден совет каде што ќе членуваме сите, односно ќе присуствуваат меѓународните секретари, ќе членуваат представници кои што се занимаваат со меѓународната политика од партиите кои што имаат членство во европски партии со цел подобро да се координираат таму позициите. Еве сега се доведуваме во прашање да треба сите заедно да лобираме кај нашите сестрински партии, кај нашите групи во Европскиот парламент. Доколку постоеше тој совет, јас мислам дека ќе ни беше полесно, бидејќи сите заеднички ќе имавме стратегија што е тоа што треба да го застапуваме и да го бараме од нашите партнери там. Вака нормално дека сите тргнуваме од државата, од интересите на граѓаните, меѓутоа сепак сметам дека е потребна една унифицирана стратегија за настав, особено кога станува збор за одбрана на државните позиции. Иако собранието знаеме дека има декларација до која што ги гарантира црвените линии, таа декларација ја гласавме и ние како либерал-демократи, но и ја гласаше и ВМРО во изминатиот парламентарен сустав. И ние како тогаш дел од владата и сегашната влада се движиме во рамки на тие црвени линии, но мораме постојано да се брифираме и координираме до каде ни се процесите, ако сакаме да резултира нештото со успех. Ако нема унифицирана стратегија, така велите, ве цитирам, која е стратегијата на Мицковски на владата? Дали знаете? Па еве јас се уште очекувам одговор.
и верувам дека на заеднички ќе постигнеме да ни се презентира сето тоа. Може и министерот за надворешни и вака не на отворено, на затворена седница во собранието да не ги реферира до сегашните работи. Ние во рамки на Националниот совет за евроинтеграција имаме само брифинг од страна на министерот за европски прашања во делот на реформската агенда, иако и таму недостасуваше еден дел, особено оној клучниот за реформи во правосудството. Но јас се уште верувам, бидејќи наративот на владата е дека наша врвен приоритет е Европската унија и ако е тоа така, тогаш ние треба да се занимаваме како да стигнеме да го исполниме тој врвен приоритет преку еден стратешки заеднички пристап. Ако ни е приоритет ние да одиме и да намекнеме како другите да гледаат Македонија, како Бугарија, Грција или Финска ќе гледа Македонија, тогаш никој нема да успееме во нашата цел. Јас ја гледам процесот на Европска унија како процес кој што ни е приоритет за да можеме да обезбедиме реформи во правосудниот систем тука, да имаме европски институции, да добиваме европски грантови, милиарди пари кои што се неповратни средства за развој на економијата. На тој начин сметам дека сите треба да гледаме и затоа толку говориме за Европската унија и зашто всушност е важна Европската унија, затоа што може да ги видиме и другиве држави, да видиме на Романија каков правосуден систем има, откако влегоа во Европската унија, откако обвинителката Ковеси спроведе еден куп обвиненија, гледаме каде е Хрватска, че ние имаме таму Санадер, лидер на ХДС, кој што одговараше за корупција и јас посакувам да Македонија биде дел, односно да се развива како тие држави. Да. Знаете дека премиерот Мицковски бара од Бугарија да одговори каде исчезнале 200.000 македонци, како вели тој во периодот 1956-65 и бара македонец во Комитетот за малцинства и на го вели нема да отстапам ниту милиметар. Знаете како? Јас не сум имала средба, за да знам, јас исто како и вие од јавноста ги слушам овие барања. Пак ја напоменам, мора да знаеме што ни е приоритет. Дали ни е приоритет Европска унија заради градење на европски институции или за да ние се расправаме со Бугарија. Тие си имаат нивни национални некои како да ги кажам, национален наратив од кој што не отстапуваат. И сега, искрено да ви кажам, ние не треба да се занимаваме со тоа што е нивен наратив, ние треба да се вршиме нашата задача и час поскоро ние да станеме дел од Европската унија. Ние го отворивме прашањето за креативни решенија. Да. По 6 месеци самата председателка исто така на државата почна да зборува за креативни решенија. Ајде ние да се фокусираме на тоа да ги изготвиме тие креативни решенија, ние да ги проведеме нашите работи кои што ни чекаат, се спомнува евентуален трет протокол, зашто да не и од државата да биде дел од стратегија да изготви трет протокол во кој што ќе има праве и обврски на реципрочна основа, како што ги има впрочем и во вториот во делот на образованието. Да се фокусираме на креирањето на решенија, а не на она што ќе значи постојано на барање нешто од другиот. Бугарија си има свој национален наратив, тие се своја декларација во која што јас лично не се согласувам, меѓутоа застанаа сите во парламентот. Зошто не ние сите обединето да се застанеме зад она што го велиме креативно решавање и да спроведеме нашиот дел од опрското, да покажеме дека Македонија е спремна да одговори и да го фати моментот во унијата за проширување. Овие барања за кои говорам 200.000 македонци каде исчезнале, зашто бара Мицковски, што бара македонец во Комитетот за малцинства на Бугарија, не е ли тоа комплицирање на ситуацијата онака како што тоа го правеше Груевски со антиквизација во македонско-грчкиот спор? Дали е тоа така или не, времето ќе покажа. Ние сега одговорите, пак ќе напоменам, слушаме дека она што е приоритет е членството во унијата, доколку тоа не е така. Народот знае многу добро да процени што и како се случува. Јас можам да кажам
дека ЛДП секогаш била конзистентна во своите ставови, да зборам од аспект на тоа како ние би постапувала. Не можам да говорам, сепак ќе кажам дека ако е врвен приоритет Унијата и ако наративот беше да за Европска Унија, но не под гуверски диктат, ајде еве ние да ги направиме креативните решенија, да не биде под ничи диктат, но да бидат наши решенија за кои што сите заедно ќе застанеме, ќе ги браниме сите во нашите групи пред европските институции, пред европските држави и ќе стоиме цврсто зад тие позиции. Македонија веќе напоменав има декларација за црвените линии и никој од тие црвени линии не е отстапено. Велите, слушаме дека владата вели дека приоритет и е членство во Европската Унија. Дали знаете што направила досега владата? Па еве токму затоа ја бараме стремпата, за да ни информираат, што и како не мора секогаш, знаете како може, еве јас доколку би била во опозиција или ЛДП, би се одела така, би се одела од пристапот, што би рекле народски мирна вода брег рони. Би ги работела работите, да има придвижување и на крајот да се презентира оној успех за целата нација, затоа што членството е успех за целата нација, не е успех за еден политичар. Затоа велам дека треба да се информираме за да помогнеме во целиот тој процес. Еве бидејќи не е се јавно достапно што правило, ние ги гледаме средбите јавни, оние пресови кои што се држат после тие средби, но да ни информираат за јасната стратегија чекор по чекор и што досега односно кои се досегашните вложени напори во приближување час поскоро до Европската Унија. Добро, може ли да кажете што направила точно владата за започнување на преговори со Европската Унија? Па еве јас не знам што направам, можеби треба да го адресираме до оние кои што се надлежни и кои што лобираат. Јас можам да кажам од парламентарен аспект, односно до она што сум запознаена од АЛДА. Во моментот во Европската Унија ќе се дискутира извештајот, таму се лобира за одредени амандмани, тука побара поддршка премиерот и ние како либерал-демократи во нашето семејство лобираме да поминат позитивни амандмани, односно и нашите европратеници да оставиат тако битни амандмани. И се надевам дека истите ќе поминат и на тој начин ќе се лобира. Јас би ги повикала и другите, за другите партии не знам, но и Социјалдемократскиот се лобира во нивната групација. И најголем проблем всушност има и во рамки на ИПП групата, бидејќи најлошите амандмани за Македонија доаѓаат токму од пратеници кои што европратеници кои што членуваат во таа група. Видите дека од сестринските партии на ВМРО-ДПМН, значи во рамки на Европската Унија, доаѓаат најлошите амандмани за Македонија, за идентитетот, за јазикот. Може некогаш и да лобирате и да вложувате напори, но едноставно се покажа дека тие националистички реторики секаде во Европа вродуваат со проблема не со плод. Тоа не е само во случајот со Македонија. Вие можете да видите во рамки на групацијата на ИПП одредени, како да кажам, прекување или блокади во прашањето кога станува збор за Хрватска со Словенија, за Австрија со Словачка. Значи, не за џабе ние за европските избори патевме порека гласно да се гласа за либералните и прогресивни партии, бидејќи очигледно со нив има поголем прогрес и разбирачка, секогаш оние популистички и националистички реторики вродуваат со проблеми. Јас не можам да кажам, еве ќе поедам опозиција за себе, некогаш не е така едноставно да некого убедите. Спротивно, ако тој има некој свој националистички наратив во кој што верува. И впрочем и тука е проблемот. И затоа и во рамки на ова групација можеби се обуваат најголемите од таму доаѓаат поголемите проблеми. Кога велите најлоши амандмани од сестринските партии на ВМРО-ДПМН кои што однесуваат на македонскиот идентитет и јазик? Па ето таму видовме има некои грчки пратеници каде што се нагира воопшто
Република Северна Македонија да стоело Скопје или имаат бугарските пратеници на ГЕРБ кои што бараат мислам дека вчера извева некој од нивните барања во делот на јазикот. Така да можам да пофалам и дека имаме пратеници од ДПТ како хрватскиот пратеник Карло и многу други кои што исто така имаат спротивни амандмани од нивните колеги во групацијата кои што одат во насока на утврдување на македонската национална посебност. Добро, кога велите не знаеме што направила владата, значи ли тоа дека ништо не направила? Па не мора да значи, затоа напоменав. Па кажете што направила. Па добра, различна стратегијата, затоа ви кажав, можеби се водат од пристапот мирна водам брек ронике, за да барам да ни презентираат, да ни кажат. Но да стега пред да ви кажат ништо не направиле, тоа сакате да кажете. Не знаете што направиле. Кажат дека немаме информации која е стратегијата на владата и што досега е постигнато од нивните вложени Да. а не дека ништо не е направено. Јас можам да зборувам за ЛДП колку направила. ЛДП на секој конгрес, не само на европските либерали, но и на светско ниво, учествувала со изготвување на резолуции, ги бранува тие резолуции се јавно достапни. Последната резолуција е на Конгресот на светските либерали во Чиле, каде што јасно се гарантира македонската национална посебност, македонскиот идентитет, култура, јазик, и тоа никој не може да ни го спори, и сите тие резолуции, декларации се јавно достапни. Тоа е она што ЛДП можела да го направи и кое што го прави. И заложбите, односно работата на ЛДП, еве се гледа и во последните амандмани кои што доаѓаат од нашите партнери и за кои што тие неуморно се борат во моментот во Брисел, за да може да се метнат во извештајот и извештајот да помине. Мицковски повика вас, Либерално-демократската партија, да лобирате кај сестринските партии. Еве Емил Киријас е светски признат, познат, влијателен политичар. Која е стратегијата на ЛДП? Ние се координираме во рамки на нашата групација. Одржуваме редовни состаноци на месечно ниво. Сите меѓу нас сме информирани не само за она што се случува во Македонија, но и во регионот и во Европа, па и со либералите во светот. Секој од нас знае точно за која земја што доаѓа и во која насока може да помогнеме. Можам да кажам дека европското семејство на либерали и демократи е најпрогресивното во однос на не само за Македонија, но во однос на сите држави од регионот, вклучувајќи ја тука и Македонија. И сите заедно бараме решенија. Впрочем, и она кое што ние произлезе за креативно толкување на загрутоците и сето тоа е внатрешно координирано меѓу сите нас како либерал-демократи. Го спомнавте и Емил, и тој учествува во помошта, и ние навистина правиме се што е во наши рамки, затоа пак ќе кажам сведочат на дела и амандманите и реториката која што доаѓа од либерал-демократите од Брисел. Јас посакувам сите така да работат во рамки на своите групации, да се координираат и на регионално ниво, и на европско и на светско ниво, можеби така ќе имаме повеќе плод. Бидејќи ние имаме, например, еве со нашата сестринска партија во Бугарија имаме средби во рамки на Липсан, се координираме и генерално од ДПС како партија, односно сега таму се поделја, не зборам за новото ДПС, но за партијата која што остана Сакме Дога, ние не сме имале никаков проблем или блокада. Илхан Кичук беше известуваш за Македонија и никогаш не ја блокираше Македонија или не произлегува таму некои ирационални амандмани или либерал. Можеби ако сите во рамки на своите сестрински партии остваруваат вакви координации, говорат меѓу себе и се слушаат меѓу себе, можеби сето тоа ќе вроди со поголем плод. Еве, може и некои почести средби меѓу владачката партија и нивната партија сестринска во Бугарија ГЕРБ, може ли ќе вроди со плод, да не гледаме постојано само
префрлување да не речам на токото, бидејќи тоа ја кошта Македонија, ја кошта и време, ја кошта изгубени средства и грантови. Јас не велам дека е се наша вина, затоа што се покажи дека ние сме спремни многу големи одлуки да направиме, но можеби ни недостасува она заедничко осебнување, барање на стратешки пристап како да се представиме надвор во надворешната дипломатија. Но факт е дека свесни сте дека Бугарија не мрднува на вистина ниту милиметар, како што вели Мицковски, така и Бугарија не мрднува милиметар. Река што е возможно. На Бугарија се многу покомотни, бидејќи тие се дел од Европската унија. Европската унија треба да го цени, да ги цени она што ќе го прави Македонија. Ние затоа и велевме, дајте да направиме креативно толкување, да се бодиме од заклучоците на Советот, не од она што го говори Бугарија, не од она што говорат некои документи кои што имаат само политичка сила, немаат правно окрзувачка сила во македонскиот правен систем, и да почнеме да работиме, да покажеме дека ние сме спремни, на нашите црвени линии се да тука. Ако велиме дека обврската за Македонија е уставни измени, а во заклучоците на Советот никаде не стои дека тие веднаш треба да стапат на сила, дајте да ги спробидеме и ние да си ставиме рок кога тие ќе влезат во сила, и ние да одиме да бараме, да инсистираме да се направи нов протокол, да се исправи, бидејќи протоколот е еден обичен записник меѓу министрите, во тој случај меѓу министрите за надворешни работи. Дајте ние да си ги движиме работите. Аз верувам дека таму ќе ценат, но и здраво е за нас затоа што ќе си го реформираме општеството. Реформската агенда да се спроведена до крај, реформи во правосудството, знаеме дека не се насушни употреби, тука можеби и највеќе каска Македонија со реализација. Ние нашиот дел да го завршиме, да покажеме, знаете како и Ирска, сите можеби ја посакувате таа веднаш спремна да ги отвори, да ги затвори однапрема поглавјата. Зошто да ние не бидеме спремни веднаш да ги отвориме и затвориме поглавјата и да остане да се имплементира она кое што ќе го договориме во Брисел да биде со европски средства и со европска помош понатаму. ВМРО вели дека бара гаранции од страна на Европската унија дека нема да има повеќе блокади и вета од страна на Бугарија. Видете, гаранции во едно семејство и во еден брак никој не може да даде гаранции дека тоа ќе трае за секогаш или љубовта ќе трае за секогаш. Вето секогаш може да има, но она што ние треба да, односно и верувам дека и владата стои за тој став, е да идните вета да бидат врз основа на Копенхашките критериуми. Сега ние треба тука да работиме, да не се дозволиме идни блокади заради неисполнување на условите, не знам, за чист воздух, кој што знаеме дека не е горлив проблем, во делот на неиспорачување резултати во борбата со корупцијата, владењето на правото и така натаму. Благодарам за овој разговор.